Почитувани, Прилеп вчера по подолго време се израдува на спортски успех, а главни актери за тоа беа црвено-белите миленици од фудбалскиот клуб Победа. Затоа најпрво би сакал да им го честитам пласманот во полуфиналето во најмасовното фудбалско надпреварување кај нас, а тоа е фудбалскиот клуб на Република Македонија. Фудбалерите на Победа се можеби единствени во светот кои оваа сезона настапуваат како трговски патници, без стадион од град во град, па уште и понижени и без заслужените плати и премии. Сепак кога гладот и љубовта кон фудбалот се пресудни, се стигнува и до ваков успех, и тоа против силен и економски моќен противник како Шкендија. И покрај ветувањето на актуелниот градоначалник Илија Јовановски дека Прилеп ден поскоро ќе добие стадион како што заслужува, но и европски клуб со европски услови за работа, Победа оваа година ја поминува една од најтешките фудбалски сезони. На градскиот стадион Гоце Делчев подолг временски период не се извршуваат никакви активности, а локалните власти мачкаат очи во јавноста дека вината за тоа е кај претходната локална самоуправа предводена од ВМРО-ДПМН. Па заборавате ли дека влеговте во втората година од вашиот 4-годишен мандат? Заборавате ли колку пресконференции одржавте тука на оваа локација? Го прашуваме Јовановски, докаде е изборот на новиот изведувач за изградба на стадионот? Каде е сега Јовановски да побара од Советот на општината премија од 1 милион денари, како што тоа го правеше кога СДС беше опозиција во Прилеп? Спортот, а особено фудбалот, бара континуирано вложување, а со вашата несериозност го доведувате пред згаснување. Победа е повеќе од клуб. Таа е љубов на прилепчани. Победа е емоција и радост на многу генерации. Клубот заслужува многу повеќе и заслужува да биде издигнат на едно повисоко ниво. Прилепчани стравуваат дека нивниот миленик одново ќе го гледаат во понизок ранг на надпреварувањето, а вината за тоа ќе биде само ваша. Младите ве повикуваат итно да се зафатите со работа и да го консолидирате работењето на клубот. Победа не смее да биде жртва на вашата неумешност и незнаење. Почитуван градоначалник, прилепчани не се со кратко помнени. Тие ги паметат сите ваши грандиозни ветувања. Времето во политиката поминува многу брзо, па казната за неисполнување ќе ве стигне како молња. Ќе заминете како најнеуспешниот градоначалник и најнеуспешната локална власт во историјата на Прилеп. Ви благодарам.